Добро утро на сите. Пред неколку денови заврши големата акција за чистење на главниот град, нешто што сите го очекуваше и беше повеќе од потребно. Ќе направиме една кратка обиколка во строгиот центар на градот да видиме како е реално состојбата сега. Меѓутоа, најнапред ќе ми дозволите од ваше име да се заблагодарам на сите оние работници кои што изминативе денови под дожд влегоа тамо каде што никој од нас не би влегол, претпоставувам директно, и го чистеа сето она што беше извор на зарази за главниот град. Луѓето ги следев овие денови, влегува на такви места, буквално измет чистеа од строгиот центар на градот, и мислам дека сите треба да бидеме благодарни до нив тоа што го направија, да им се заблагодариме јавно и да им порачаме дека со иста таква љубов кон градот очекуваме и во наредниот период да работат. Пред нас овој објект е феудална, така наречена феудална кула, не знам колку од вас знаат, меѓутоа таа е изградена во 17 век и во секој нормален град ова би била една локација која што би била секако магнет за туристите. Ова е феудалната кула, еве што има пред него. Канти и купишта со отпад, овие канти вака се, верувајте, со месеци стојат, надлежните наставно мора да ги исчистат овие работи. Пред самата кула има еден ограден простор. Ова е едно мало светилиште, не знам колку од вас знаат, и е во чест на Тоше Проевски. Ај што е затворена, видете како изгледа внатре, колку е се валкано. Значи, одвратно изгледа, и да речеме ова што се искршени плочки, тоа ќе треба време да се направи, меѓутоа ѓубрето мора да го изчистиме. Човечки измет. Спомен куќата, висока државна установа и видете додола што има. Просто нереално, ова тука е таложено со години и повторно ќе кажам, не се наоѓаме во некој запуштен дел од градот и сега да бараме што викаат влак ново ето, туку ова е во најцентралниот дел, метрополата на главниот град на Македонија, главната црква пред која што сите се сликавме, нели? А видите што има од другата страна. Стари дрва, ѓубриња, домот на Арама, земјата членка на НАТО е една голема дива депонија и тоа е посебна приказна која што ќе работиме. Катастрофа, реално. Стара полициска барикада, човечки измет, тука нешто бесено, ѓубре на сите страни, некое старо табло или што е до ова што веќе никој ништо не представува, едноставно се стои, и валканици. Ова е позади собранијата, да немате дилеми. Пред собранија се наоѓа еден споменичен комплекс, да кажам, кој што е посветен на сите оние кои што го дале својот живот за државата. Сите го знаеме како споменикот каде што имаше вечен оган. Што се случува тука? Оган секако веќе со години нема, меѓутоа срамо да биде поголем е што во средниот дел е јавен тоалет. Се уште. Се извинувам што ви покажувам гадости, меѓутоа тоа ни е реалноста. Ѓубре, човечки измет, над 100 метра од собранието. Влажни марамици, измети тука, значи пазете, државата инвестирала наши пари за да направи нешто што како нација ќе дадеме почит за сите оние кои што во историјата дале нешто за Македонија, дале жртва. Ај што не го одржуваме, туку ние дозволуваме во срцето на градот тој да биде полно со измет. Вакво самопонижување не може ни грк, ни бугар, ни никој да ни направи. Ова си го правиме самите себе и вака е со години. Апелирам, ова место потхитно да се среди. Ако мене ме прашува, како што немам никаква власт во оваа држава, вечниот оган тука ќе биде 24 часа ќе гори. Државното знаме ќе биде тука наместено и гардата тука ќе биде поставена. Ќе биде туристичка атракција и ќе стане на табла да се знае зошто е ова важно. Вака е недефинирано, скапо направено, мермерно, јавно WC, кое што за нас, кои што си сакаме ова држава, не му сведочи за тоа колку сме само деструктивни изминативе години. Мора да го промениме ова, едноставно мора. Ајде да видиме сега како е околу плоштадот и околу камениот мост. Стигнавме до плоштадот Македонија, луѓето тука се уште чистат со вапови, тоа не можам да ви објаснам колку многу ме радува. Меѓутоа видите што се случува непосредно до плоштадот на 10 на метри од него. Срце на градот. Човечки измет. Одвратно. Тоа што е руиниран подот нема ни да го зборувам. Видите ги кантиве. Ова е на 20 метри од плоштадот Македонија. Долго време вака, очекуваме дека ова набрзо ќе се промени. Бидејќи ова е брука, дебак. Ова не смееме да си го дозволуваме. На кој му текнало по куќини на тука да фрла, гениално во секој случај.
Овој дел од камени мостикеот е светнат, секоја чест, значи алал да ви е, браво. Темелно, убаво како што треба. Секоја чест. Под сводовите се уште валкано, нешто што е чисто не тука останато, песок, има нешто измет ситно, ама има уште работа. Островот на срамот сред Вардар веќе го нема. Проблематичен е другиот крај, сега ќе ви кажам зошто. Прво, се користи како див паркинг. Значи под сводовите на мостот кој што ги има на грбот на нашиот град, значи овој е нашиот најстар, овој споменик на културата од прва категорија, се користи како див паркинг. На грбот го имаме мостот, затоа е толку важен. Ќе се свинем сега под него да видите што има. Ѓубре нормално, меѓутоа под сводовите се уште имаме измет. Ќе изгледа модно, не се сиди што мирица катастрофална. Позади споменикот, од канти некои стари отпадоци, некои добро гениални идеја дека тука треба да се стават, некој под него уште по-гениална идеја за ѓубре да се стави, некој вишек му било стакло, си го потпрел тука, тоа што било некој осветлување лед, како што гледам што се скапи, платени со наши пари, скапуваат и веднаш до споменикот на светлите, јавно ВЦ. Надреализам, чист. Тука некој дете може и нога да искрши, значи има навистина многу работа има. За Македонија да стане елементарно пристојна држава, да речеме дека треба да има 10 нивоа на развој. Ние моментално со тоа што се случува изминатава недела во Скопје почнуваме да се движиме од ниво 0 кон ниво 1, а тоа е елементарна базична пристојност. За да бидеме нормална, современа, модерна, космополитска држава на образовани граѓани, на добри институции, треба 10 нивоа да поминеме. Меѓутоа се надевам дека со овие кратки видеа им помагам на надлежните да го санираат тоа што едноставно мора да го санираат во најкраток можен рок. Односно побрзо да стигнеме до ниво 1, а потоа ќе разговараме како и да стигнеме до ниво број 2. Ајде, ако е тоа можно, временски секоја недела барам по едно видео ќе направиме, ќе почнеме од срцето на градот, од најважните работи, од државните институции, па така ќе се движиме понатаму кон периферијата и се надевам дека со тоа ќе бидеме корисни, со ваша поддршка, побрзо Македонија да направиме елементарно пристојна држава.